Видеонадзор на критичните локации, засилени полициски патроли и мониторинг со дронови се дел од препораките на локалниот совет за превенција за спречување на пожарите на депониите во Струмичко. Покрај превентивните мерки, институциите бараат и поригорозно санкционирање на сторителите. Од Дирекцијата за заштита и спасување се децидни, без казни за несовесните граѓани, проблемот не може ефикасно да се надмине. Треба повеќе да се работи на превентива, треба се кампањи за, за да не палат оган, да ја штитат природата, ама треба, значи, секаде у светот луѓето се паметни, заради тоа што има казни. Ако ние указваме денеска 50 евра, утре 50 евра, други ден 50 евра, мада може да одговара и кривично за општа опасност. Значи, тај пожар не е изолиран само на тоа место, ако го запали он ѓубрето. Според дел од градоначалниците во регионот, краткорочните мерки се неопходни, но не се доволни. За трајно решавање на проблемот со дивите депонии, велат тие потребен и системски пристап и целосна промена во управувањето со отпадот. Нас не треба еден заклучок со краткорочни мерки, еден акционен план, како ние да се соочиме со проблемот во наредните 2 месеци. И од друга страна, еден заклучок, како долгорочно да е подобрена координацијата и системот. И ние мора како општина во периодот што следува да предвидиме по примерот на другите општини, да кажеме позитивни пракси, целосно затрупување или голем дел да биде покриена со земја. Прво треба да се направиме ние добра стратегија, депонијата, мислам, светот околу депонијата да го внесеме во габаритот на депонијата, па после да преминеме на затрупување и да се најде план и програма како се тоа се изведе. Потребата од такви мерки ја потврдува и еден од последните случаи во Струмица. Комуналните инспектори затекнаа лица кои нелегално истовариле стар отпад и формирале нова дива депонија. Случајот е пријавен до надлежните институции, а против сторителите ќе бидат превземени соодветни мерки. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.